ние како здружение се обидовме некако да помогнеме во услови на криза, епидемија, иако и за нас беше ова нов момент кој што навистина не бевме спремни, но нашата проценка беше дека што и да направиме во моментот нема да биде доволно, но од друга страна сакавме да дадеме наш придонес во целокупната состојба. Оно што ние размислувавме, можеби повеќе од стратешка гледна точка, како да се справиме со слични предизвици во иднина, затоа се обидовме да ги забележиме сите оние примери кои што на активности, помош и поддршка од граѓани, или така наречени локални херои, кои што навистина помогнаа, за да видиме што е направено и што може да се направи во иднина. Па имајќи во предвид она што беше направено, ако од оваа гледна точка, видовме дека голем број на граѓани се организираа, се самоорганизираа. Ние опфативме само еден мал дел од она што се случуваше низ Македонија, но имаме голем број на граѓани и групи, така активистички јадра, групи и така натаму, кои што реално помогнаа онолку колку што можеа во рамките на своите можности и капацитети. Јасно е дека недостасува одредена стратегија, каде што тоа ќе го сублимира и ќе го канализира, но затоа имавме добри примери од општина Гостивар, ако може да ја споменам, каде што беше формиран кризен штаб и целокупната помош која што во рамките на општината беше понудена или имплементирана, општината преку кризниот штаб го направи тоа на многу поефективен начин. Може би е тоа пример каде што и другите општини во иднина би можеле нешто слично и да направат. Целта ни беше да ги заштитиме активистите на граѓанските организации кои одат на терен да поделат храна, исто така да ги заштитиме и самите тие граѓани кои добиваат храна. Во таа насока организиравме една обука за активистите како да работат во кризно време, во вакво пандемиско време. И другиот многу позитивен момент беше соработка меѓу граѓанскиот сектор, општината и бизнис заедницата. Ги викнавме на еден состанок, каде што ги информиравме и им укажавме на нивната социјална одговорност. И од тука за Црвениот крст, бизнисмените од Гостивар донира над 700 големи пакети со прехранбени производи и над 400 пакети на хигиенски средства за ранливите групи. Во насока сме на координирање со младите за кампања за прибирање на стари електронски апарати за децата кои немаат можност да пратат настава, онлайн настава. Мислам дека сите ние по дома имаме електронски апарати кои не ги употребуваме, зашто сме изгледа во трка кон подобрите, а некој нема ни најелементарното средство за учење онлайн. Ова беше само еден пример со општина Гостивар, но тоа не е единствен. Низ цела Македонија имавме такви примери каде што во кризните штабови негде беа државни институции, негде беа вклучени и здруженија на граѓани, односно сите оние кои што би можеле да дадат помош во рамките на своите можности. Имавме многу, да кажем, различни моменти, а потребите кои што се јавија во текот на оваа епидемија беа многу различни и неочекувани всушност, затоа што голем број на луѓе, например, го изгубија своите работни места. Имаме пример од Али Февзи, кој што несебично со своји средства донираше храна и други материјали на лицата кои што имаа потреба од тоа. Имаме втор момент, каде што Славко Царич, такси возач од општина Центар, на лица со посебни потреби или попреченост, дистрибуираше храна и други материјали кои што им беше потребно на лица кои што не можеа да излезат од своите домови во тој момент. Имаме моменти каде што Кенан Садики и Борче Стаменов, Кенан од Гостивар и Борче од Кавадарци, каде што повикаа на акција за донирање на стара или IT опрема која што не се употребува во моментот, а е потребна на ученици каде што нели во услови каде што беше прекинат образовниот процес се премина на работење од далечина, односно од дома, но не сите ученици имаат таква IT опрема која што може да ја искористат.
Значи имавме таква иницијатива кој што луѓето ја репарираа или ја сервисираа опремата и потоа ја донираа на тие кои што им е потребна. Тоа беше и критериумот да има повеќе деца во едно семејство, како што би можеле да учат повеќе да следат наставата. Од донацијава, значи од кога ја публициравме целава донација, имаме многу побарувачка, бројот на барања кои што допреа до нас е над 400, кои што за жал нема да можеме сите да ги обслужиме. Иначе како родител на 3 деца кои што така следат наставата онлайн, тоа беше и мотивот за да направиме ваква акција. Моја порака е дека мислам дека секој од нас дома имаме по еден компјутер кој што не го користиме и фаќа прашина на некој начин. Добро е да тој компјутер биде дониран на некое семејство кај што треба да кај што ќе најде примена, да биде во функција. Имаме донирано околу 200 компјутери на лица загрозени, социјално загрозени лица. Акцијава ја почнав баш поради тоа. Првата донација која ја дадов беше на самохрана мајка, која се замоли да добие компјутер. Значи, нашата фирма се занимава со изработка на книговодствен софтвер и кога имаме клиенти кај нас кои што прашуваат за компјутери за такви работи, некоја се случува самите машини кои ги имаат веќе да се дотраани, ги оставаат и тоа беше као каписла некоја, ете, имаме компјутери, зошто не ги даеме на луѓе на кои им требаат. Првите 20 се раздадоа за многу кратко време, потоа се направи страната на Facebook Донире компјутер. На неа се приклучија доста фирми, доста физички лица. До сега, да не претерам, мислам дека имаат поминати околу 500 компјутери низ Донире компјутер, од кои 200 значи се погодиле добри или понекогаш се случува да од два правам еден, така да комбинирам некои ствари. Имавме примерот на пожарникарот Фида, кој што самостојно со своји средства купил средства за дезинфекција и прво имаме еден голем предизвик во Дебар, каде што првично се појави епидемијата или беше забележена и регистрирана, каде што градот беше под карантин во време кој што беше најтешко во тие моменти во Македонија. Значи човекот самостојно купил средства, ги дезинфицирал сите заеднички површини, влезови, згради во Дебар што биле. Значи, тоа навистина е за поздравување. Така да и тој дал свој придонес за релативно краток период жариштето во Дебар што беше да се смири. Имаме и други примери. Ние не можевме да ги регистрираме сите, но сакавме само да ги потенцираме како добри моменти и како пример во иднина да се види дека граѓаните можат на сопствена иницијатива и средства нешто да направат. И тука може да се спомене примерот на нашата сограѓанка Пацка Коневска од Кисела вода, каде што самостојно со свој материјал, свои средства набавила материјали за маски и кои што отишла на тие што се биле директно изложени на своите работни места и во институциите, па и на градскиот пазар, каде што им донирала маски, се со цел да бидат заштитени, но и да ја подигне свеста за користење на маски. Така да и тоа е еден убав пример кој што сигурно е дека во еден дел помогнал понатаму на тие што им треба. Здравствените работници треба да се спомене дека беа навистина многу изложени на ризик, кои што голем број од времето го поминуваа на своите работни места, обидувајќи се да помогнат. И сега тука имаме исто граѓани кои што помогнаа, како што беше примерот со Панче Ќумбев од Велес, кој што донираше, мислам, најмалку 400 обровци, ако не грешам, на луѓето кои што биле во болниците и на други граѓани. Значи, имавме и такви примери кои што луѓето сакаа да помогнат за да дадат свој придонес во кризата. Може да се каже дека не изостана и фактички не изостана и желбата иновативниот дух, да кажеме, во тие моменти, каде што Никола Глигоров и Ивица Поцков од Свети Николе изработија уред со UV зраци за дезинфекција на простори кои што понатаму го донираа на здравствените установи. И тоа е навистина еден добар пример, каде што во такви услови, како може да кажам така и невозможни или ненормални услови на работа, на обкружување и така натаму,
активизмот и иновативноста не изостана, направиан уред кој што понатаму помага на оние кои што им е потребен. Направивме уред за дезинфекција на простории. Се работи за технологија на ултравиолетови зраци со кратка бранова должина, која е позната како една од најефикасните во светот за борба против вируси и бактерии, и истата во моментов се користи како заштита од коронавирус. Моделот кој го изработивме е со цел да действува спрема големината на просториите соодветни за нашите здравствени институции, но тој е функционален и би можел во иднина да најде примена во сите институции, тоест банки, маркети, фабрики, како и сите потенцијални жаришта на вируси. Имавме и вака може да кажеме и други примери, значи забележавме одредени ранливи групи во Македонија кои што навистина беа засегнати, и тука може да ги споменеме диабетичарите, каде што навистина тие се соочија со предизвици, особено на своите работни места, и каде што и тука увидовме дека постои потреба од дополнителна регулатива која што треба да го уреди прашањето, затоа што таа група е навистина ранлива, им треба поддршка и треба да бидат ослободени, или нивното работење во време на криза треба да биде дополнително регулирано. Можевме да забележиме дека е потребна и психосоцијална помош, така да имавме група на психолози кои што дадоа поддршка со бесплатна совет, консултација, користејќи ги социјалните мрежи, и тоа навистина беше за поздравување. Од на самиот почеток примера на нов начин на протокол, тоа е по електронски пат, по телефонски пат да се јавуваат пациентите кај своите лекари, специјалисти, ендокринолози, тие да креираат налози за подигнување на инсулини, а инсулинските аптеки по само издаден електронски налог со лична карта да се дистрибуира инсулинот. Се потрудивме да се промени начинот на дистрибуција. Дури во одредени општини успеавме, таму кај што е возможно со ресурси на располагање, дистрибуцијата во руралните средини да ја вршат мобилните екипи на Црвен крст, на здравствените домови, патронажните екипи, така да целосно ги заштитивме, односно превениравме во однос на можноста за допир до прегледите во однос на тепот за диабетес. Тие што имаат коморбидитети, односно следни компликации, комуницираат со специјалистите кои што се покрај нив. Потоа се потрудивме сите да добијат инсулин кои што немале или го им закасниле со дистрибуција, како и со ленти, односно со да имаат можност редовно да ги мерат гликемија, затоа што во овој период е една од најважните работи мерењето гликемија, за да се знаеш докај си со имунитетот. Почитувани пријатели и сограѓани, јас сум Благица Ризовска-Ваник, психолог, психотерапевт од Советувалиште за хумана соработка Гешталт Тренинг институт. Во услови на пандемија, карантин, изолација, јас заедно со сите членови на Советувалиштето, како и соработници на истото, оставивме контакти од социјалните мрежи и отворени телефонски линии за сите оние граѓани кои што имаат потреба од прва психолошка помош и психосоцијална поддршка, како резултат на новонастанатата ситуација која не затекна сите. Во периодот имавме повеќе од 50 јавувања на кои што одговара 10 професионалци, психолози, психијатри, дефектолози, социјални работници и идни психотерапевти, при тоа давајќи ги своите услуги на сите граѓани кои што имаат потреба од тоа, без разлика ли се затворени во своите домови, дали се хоспитализирани во институција, дали се наоѓаат во државата или надвор од неа. Граѓаните споделуваа за нивните промени во расположение, за анксиозноста со која се соочуваат, за сите оние тешкоти на кои што наидуваат во делот на екзистенцијалната криза во која се затекнаа. Од тука препорачувам, бидејќи сите ние поминуваме низ истото страдање во исто време, сите останати граѓани да бидат колку што е можно почовечни и посолидарни
и да излезат во пресрет на оние кои имаат потреба од помош и поддршка во овој период. Ви благодарам. Сигурно дека ранливите групи треба да бидат земени во предвид, затоа што имаме лица која што, може да споменеме лица со оштетен вид, кои што кои што целосно го изгубиле видот, имавме лица кои што беа ставени во карантин. И тоа навистина беше еден многу голем предизвик кој што ние сите можеби не го гледавме тој момент, но лицата имаа навистина потреба од личен асистент, придружба и така натаму. Тоа е нешто што во иднина би требало да биде уредено како прашање. Потоа, би требало да се размислува за заштита на лицата при работа, например на работниците, тие кои што навистина беа изложени директно на удар во време на епидемија. Ние имавме еден прекрасен пример на група на граѓани кои што изработија 3D маски. Тоа беше една многу убава иницијатива која што горе-доле ги задоволи, според нивните зборови, ги задоволи потребите на сите оние во Македонија кои што беа изложени на вирусот, и видовме дека такви иницијативи имаше, но би требало да се работи во насока ние да продуцираме доволно и да бидеме спремни да ги зекнеме нашите капацитети, да не ни се повтори сличен примери во иднина. Моето име е Беира Салифовска, иначе сум вработена во Институтот за физикална и медицинска рехабилитација. Јас сум лице со целосно оштетување на видот и ќе кажам збор 2 за моменталната состојба во која сите се наоѓаме односно за коронавирусот. За жал, јас се најдов во една ситуација каде што имав контакт со лице заболено кое беше од корона, но за среќа моите резултати беа негативни, затоа што сум вработена како физиотерапевски техничар, односно масер, имав директен контакт со пациентот. Тогаш, тој момент навистина се чувствував многу неубаво, некако несигурно, мислам дека психичкиот дел си имаше голема улога, затоа што мислев дека се што ме боли е од тоа, дека веќе корона имам, но веќе кога ги добив резултатите, тогаш малце ми дојде некое олеснување, си реков, значи добро, супер, здрава, жива сум, но мислам дека бев и подготвена за и другата страна, ако случајно сум позитивна, си реков, ќе мора да се изборам и од таа страна. Бев 15 дена во карантин. Тие 15 дена единствено гледав, ме посетуваше полицијата, каде што навистина бев многу среќна и цело време им зборував дека тие се единствените луѓе што ги гледам во тој момент, дека сум благодарна што доаѓаат. Навистина, да, една ситуација која е тешка, но сепак некогаш кога ќе дојде некој да те посети, а никој друг не доаѓа, бев благодарна. И воедно, тука беше мојот асистент кој за цело време секојдневно ме посетува и ми се јавува. Дури во една ситуација кога имаше еден разговор со личност, он кажа дека беки да е позитивна, јас храна ќе ги носам, нема шанси да се оставам. Така да он ми беше една огромна поддршка и се уште ми е. Сега мислам дека можевме ние да бидеме повеќе заштитени ако на време можеби се преземеа некои мерки, односно уште на почетокот на самата пандемија требаше ние да останеме дома. Но сепак, ајде да не зборуваме многу лоши, да не ги зборуваме негативните работи. Секогаш мислам дека има простор за да се поправиме, затоа што оваа ситуација беше за сите некако нова ситуација, па затоа и се направија можеби грешки, но за воиднина се надевам дека од грешките ќе научиме и мерките ќе ги преземеме многу пред време. Така да благодарени на тоа што овој период останавме дома, така и одлучија, мислам владата одлучи дека лицата со оштетен вид треба да за време на пандемија да бидат дома, да не одат на работа, затоа што навистина тој контакт што на лицата со оштетен вид им е потребен, а за жал во овој момент таа социјална дистанца мора сите да ја имаме. И сега како лице со оштетен вид, кога и да излезам надвор, мене ќе ми треба некој да ме води. Затоа многу е подобро да сме дома додека се трае ова, додека не се смири. Мислам дека за безбедност за сите нас и за лицата со оштетен вид, но и за сите други што треба да бидат покрај нас. Ние се организиравме поради потребата за заштита на здравствените работници и со помош на многу волонтери и на 3D принтерите успеавме да го изработиме овој визир кој што ги заштитува здравствените работници од COVID-19 вирусот кој што се пренесува преку капкови
капков пат до лекарот и со помош на овој визир тие се 95% позаштитени од заразата него што би биле само со респираторна маска, па дури и од највисок квалитет. До сега имаме обслужено повеќе од 7000 здравствени работници низ целата држава, а се надеваме дека со новиот метод на производство кој што со сите тие доброволци од групата успеавме да го постигнеме, се надеваме дека во наредните 10 дена ќе ги обслужиме сите здравствени работници во Република Македонија, значи 20.000, армијата, Министерството за внатрешни работи, а потоа доколку имаме средства и можности ќе им помогнеме и на соседните држави. Работниците во оваа пандемија е повеќе од јасно дека не се на сите работни места доволно заштитени или едуцирани. Вирусот е тука и понатак. Нашите работни места се недоволно подготвени за него. Не е проценет новиот ризик, нема соодветна заштитна мерка, нема соодветна заштитна лична опрема. Колку побрзо ги едуцираме вработените околу нив, толку побрзо ќе се адаптираме во новото време. Значи, во услови на епидемија, во услови на ограничено движење, како да го решиме моментот, предизвикот на пристап до услугите во заедницата, кој да им помогне и така натаму. Значи, тие се некои моменти, вака од аспект на граѓански, на здруженијата, ние кои што ги анализиравме, кои што беа потребни да се интервенира, може би во иднина. Повторно ќе кажам, никој не беше спремен, ниту очекуваше дека за толку краток период, толку многу предизвици ќе ни се јават, но тука ги откри оние слабости кои што ние можеби треба да ги адресираме во иднина. Ние можевме да видиме дека здравствените власти реагираа навремено во опсек и во капацитети и знаење кои што го имавме до тогаш, нели? И сите и како држава и сите ние следевме препораки, нели, на средства на Светска здравствена организација и таму каде што беа малце понапред од нас, нели, во соочување со проблемите кои што ги имаме, но секако треба да видиме кои се спецификите на локално ниво и на тој начин ние да реагираме во иднина. Она што е како апел, нели, кога малце ситуацијава ќе се смири, и нашите колеги од граѓанскиот сектор, но и властите кои што беа задолжени да направиме една анализа што е се направено, што треба да се направи, па да се развие еден стратешки план како во иднина ние да се соочиме во кризава, затоа што ова не е ова една активност на здружение или на неколку поединци, ова навистина треба да биде стратегија која што ќе биде во можност државата да имплементира, бидејќи премногу е сериозна работава кога знаеме дека имаме кога губиме човечки животи. Нема простор за шпекулација, за манипулација, за ништо, освен за вистинска работа и помош на оние кои што им треба.